Благодарам, Симона. Да, токму така како што најави и ти, денеска во Europe House во Скопје ќе се одржи панел дискусија што ја отвора темата за тоа со какви предизвици се соочуваат лицата со ретки болести, а на истата ќе учествуваат експерти, медицински лица, представници на здруженија на граѓани кои ќе го постават прашањето дали институциите доволно се грижат за овие лица. Затоа, од каде потекна идејата за организација на овој настан и во која насока се движат институциите кога станува збор за поддршка на овие лица, утрово разговараме со организаторката на настанот, доктор Ирена Шуменковска, млада европска амбасадорка, и Гордана Лолевски од Здруженијето Ретко е да си редок од Охрид. Ирена и Гордана, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Ирена, ќе започнам со вас од каде потекна идејата да се организира една ваква панел дискусија ретко е да си редок, поддршка и промоција на лицата со ретки болести. Благодарам за поканата. Денеска се организира настан по повод месецот на ретките болести. Пред се целта е да се оддаде поддршка на лицата кои што се соочуваат со одредена ретка болест. Ирина, кажете ми кои се конкретните цели што сакате да ги постигнете преку организација на ваков вид на настани? Дали можеби сакате да ги ја подигнете свеста кај институциите или имате конкретни чекори за пристап до терапија на овие лица? На овој настан ќе присуствуваат професори од медицинскиот и од стоматолошкиот факултет, како и представници од невладиниот сектор. Целта, како што кажав, е да се изрази поддршка кон оваа категорија на наши граѓани и едноставно да се споделат одредени конкретни чекори кои што може да се преземат за да се подобри нивната ситуација. Во најавата кажав, вие сте млада европска амбасадорка. Каква е улогата на младите во поддршката на лицата со ретки болести? Како може тие да придонесат кон создавањето на поинклузивно, но и посензибилирано општество? Младите се категорија кои што се најмногу изразени и најмногу изложени кога се во прашање ретките болести. Тие најпрво се соочуваат со проблеми во самото дијагностицирање на болеста, понатака со набавката на соодветна терапија, како и социјалната инклузија. Младите се земени како категорија, бидејќи Ви Балканс како мрежа е насочена кон подобрување на стандардот на младите, по тука иницијалната идеја за да се организира ваков тип на настан. Благодарам, Ирена. Гордана, со какви предизвици се соочуваат конкретно лицата со ретки болести и нивните семејства во секојдневието, особено кога станува збор за достапноста на нивната терапија? Првенствено добро утро до вас, до студиото и до вашите гледачи. Благодарности до поканата. Како председател на Здруженијето за ретки болести ретко е да си редок, секојдневно сум сведок на многу тешки ретки приказни, раскажани од родителите на деца со ретки болести. Земајќи во предвид дека јас сум родител на дете со ретка болест, најтешкиот предизвик е дијагностичката одисеја. Од првите симптоми, од појавувањето на првите симптоми на болеста до воведувањето на конечна дијагноза, некогаш знаат да потраат и многу години. На светско ниво таа статистика изнесува околу 8 години, во случај во моето семејство тоа траеше долги 14 години. Исто така, она што е за загрижување се тие болнички лабиринти кои што ги одат пациентите со ретки болести, меѓутоа и кога ќе ги изодат, тука нивниот пат не престанува. Треба да се регистрираат во регистарот за ретки болести, па доколку има соодветна терапија треба да се стават на терапија, но што доколку таа терапија не е достапна во Македонија, многу од терапиите и не се достапни во Македонија. Тоа значи само губење на јонака кревкото здравје на самиот пациент, а исто така и доцнењето, она што не загрижува всушност како пациентско здружение е доцнењето на тендерот и тендерските постапки. Тоа веќе од мојот сам активизам од пред 12 години нема промена, значи секогаш доцни, а најзагрижувачкиот момент годинава е намалувањето на буџетот
средствата за лекување на ретки болести преку програмата. Иако од институциите доаѓа несмирен глас дека ќе најдат начин. Тоа сакав и следно да го прашам, постои ли институционална поддршка и системска грижа или се уште недостига за да се обезбеди еднаков третман за сите? Секако дека направен е чекор, меѓутоа треба уште многу да се работи. Значи, имаме регистар за ретки болести, кој што за жал годиниве само многу расте. Од 400 пациенти од пред неколку годинава тој регистар веќе изнесува скоро 1100 пациенти. Со најразлични ретки диагнози. Во моментот тој регистар се прочистува и не можам да ви кажам колку се различни ретки диагнози има во официјалниот регистар, меѓутоа во регистарот, во неофицијалниот регистар кој како здружение го имаме, за жал се тоа 410 различни диагнози, тоа се 410 различни судбини, за кои што од нив само за некој мал процент има некаков лек кој за жал не доведува до целосно излекување. Гордана, и за крај на нашиот разговор, која е пораката што сакате да ја испратите и до јавноста, но и до надлежните институции преку овој денешен настан, но и сите активности што ги реализирате во текот на целиот месец, што мора да се промени за лицата со ретки болести да не се чувствуваат заборавени? На јавноста сакам да и се заблагодарам, бидејќи јавноста е секогаш со нас, бидејќи потекнувам од Охрид. Охрид во февруари блеска во боите на ретките болести и не само во февруари. Значи, ја имаме поддршката од училишта, од јавни личности кои ги бојат дланките, значи обоени се социјалните мрежи со таква поддршка. Нас ни треба не сожалување, ни треба емпатија, подобро разбирање на проблемите со кои што се соочуваме. А на институциите би им препорачала дека не треба да се лицата со ретки болести само име и презиме во регистарот или бројка, статистичка бројка во буџетот кој што го кошта буџетот за ретки болести. Лицата со ретки болести сепак се еднакви пред сите. Така, Ирена и Гордана, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и ви посакувам да имате успешен настан. Благодарам. Утрово за најава за настанот што ќе се одржи денеска со почеток во 12 часот овде позади нас во Europe House во Скопје, разговаравме со доктор Ирена Шуменковска и Гордана Лолески, а настанот е панел дискусија, ретко е да си редок, поддршка и промоција на лицата со ретки болести.